Повелете. Благодарам, председателе. Почитувани колеги, законов кој што денеска го разгледуваме се однесува пред се на сите нас. И ние ќе треба заедно со сите останати идни пензионери да ги користиме условите кои што овој закон ќе ги нуди, и заради тоа ќе ве повикам уште еднаш добро да размислите кога ќе се одлучувате дали да ги усвоите амандманите кои што ќе ги предложи СДСМ. Социјалдемократскиот сојуз ќе ја поддржи потребата за донесување на нов закон за пензиско-инвалидско осигурување. Свесни сме дека толку често е менуван овој закон да е потребно да се изготви еден ваков интегрален текст кој што точно целосно ќе ја дефинира оваа област од нашето живење. За жал, во предложеново законско решение има премногу небулози кои што се надеваме дека со амандмани ќе успееме да ги измениме. Она што мене ми е навистина чудно е што после толку време повторно и покрај говорењето дека сакаме да станеме членка на Европската Унија, не ги применуваме практиките кои што тие ги имаат. Или за секој закон во фазата на негова подготовка да ги вклучуваме здруженијата на граѓани и луѓето кои што се засегнати со неговата примена. Во врска со овој закон тоа се синдикатите и економско-социјалниот совет. Навистина сметам дека е несериозно вакво законско решение да нема мислење од нив, а камоли да не говориме за вклопување на нивните идеи и ставови. Заради тоа сметам дека законот треба да се повлече, да се добие соодветно мислење, да се направи јавна расправа доколку е потребно и на таков начин да обезбедиме подобрување на ова законско решение. Доколку се разбира не е тоа можноста, ќе се искористи просторот со поднесување на амандмански решенија на оние членови кои што се најштетни, да тоа се поправи. Едно од работите кои што навистина е проблематично во овој предлог закон е начинот на определување на пензијата. Односно, ние сме, мислам дека единствена држава во која што има само еден основ по кој што се определува заминувањето во пензија. Или тоа е 64 години старост за маж, 62 години старост за жена и најмалку 15 години работен стаж. Имаме огромен број на примери на луѓе кои што своевремено почнале да работат на своји 18 години и сега на старост од 58 години имаат веќе 40 години работен стаж и се повеќе од подготвени да заминат во пензија. За жал, ваквите законски решенија тоа не им го возможуваат и тие треба мажите да работат уште 6 години плюс, а жените уште 4 години плюс. Заради тоа треба да размислиме дали во овој член треба да се промени и да се остави можност да има барем уште еден услов по кој што ќе можат луѓето да заминуваат во пензија. Исто така, дел од проблематичните сфери е дефинирањето на луѓето кои што ќе добиваат бенефициран работен стаж при пензионирањето. Именно голем дел од работници кои што навистина заслужуваат да добијат бенефициран работен стаж не се вклучени во овој закон. Такви се градежниците, такви се текстилните работнички, такви се рударите, такви се вработените во затворските установи. Сите овие работат во тешки работни услови и би требало да имаат можност да добијат бенефициран работен стаж пред пензионирањето. Бевме сведоци во изминативе 2 до 3 месеци на неколку изјави на министерот кој што упорно говори дека ќе продолжат пензиите да се исплаќаат, дека ќе продолжат да се покачуваат. За жал, фактичката состојба што овој закон ја прикажува е дека всушност пензиите се намалуваат. Имено, по стариот закон, маж кој има 41 година стаж, процентот за пензија ќе му изнесува 92,60. А по новиот закон, на маж со исто 41 година стаж и период за пензионирање уште 6 години, процентот ќе му биде 89%, или 3% помалку од она што би го земал доколку остане старото законско решение. Или жена со 40 години стаж ќе има процент за пензионирање 94,4 по стариот закон, а истата жена по новиот закон ќе има процент за пензионирање 84,8. Или со други зборови, скоро 10%
помалку ќе прима пензија доколку ова законско решение остане вакво какво што е. И може би тоа делува малце, 10%. Меѓутоа, кога ќе го претворите во бројки, некој што земал пензија, што земал плата просечна 20.000 денари, значи дека за време на пензионирањето 2.000 денари помалку ќе му даваме месечно за секој месец. Навистина не сметам дека било кој од нас може да си дозволи да на некого му одземе 2.000 денари месечно, кој што во ваква криза во која што во моментов се наоѓа Република Македонија, навистина значат многу. Жално е што сите овие измени ги правите заради немањето на средства во Фондот за пензиско инвалидско осигурување. Жално е што сите овие измени се прават не за да отворите нови фабрики, туку се прават затоа што парите кои што треба да се наменети за пензиите се потрошени на споменици на коњи, на не знам овој голиов златен човек пред собрание во Жена парк што всушност представува, или на ангели. За жал, во Скопје во моментов имаме многу повеќе коњи отколку што имали линденците кога го кревале во станието. Нема потреба парите на граѓаните да се трошат за такво нешто и згоре на све да треба да смислувате вакви законски решенија кои што потоа ќе удрат по грбот на граѓаните, поготово на оние кои што ќе се пензионираат од 1.1.2013 година. И оно дополнително што е спорно во овој предлог закон е начинот на усогласување на пензиите. Со ова законско решение се пропишува усогласувањето да се врши 50% според индексот на трошоците на живот, односно неговото растење, и 50% според порастот на просечно исплатената плата. За разлика од предходното законско решение во кое што 80% се усогласуваше според индексот на растењето на трошоците на живот, а само 20% според порастот на плати, што е многу пологично. Можно е просечната македонска плата да не порасне ни 1% во текот на неколку години, а трошоците за живот да пораснат и повеќе од 40, 50 или 60%, како што тоа се случува во изминативе неколку години. Заради тоа нема логика да 50% од пензијата усогласувањето и се врши според трошоците и 50% според платите. Напротив, мислам дека и ова треба да е еден од членовите кои што амандмански ќе ги измениме и за кои што се надевам ќе добиеме поддршка и од колегите од власта. Не затоа што се грижите за граѓаните на Република Македонија. Тоа знам дека не го правите. Туку затоа што се грижите за самите себе. Затоа што овој закон и ваквиот начин на присметување на пензиите ќе ве засегне лично вас. Заради тоа се надевам дека ќе имате доблест амандманите кои што ќе ги предложиме во текот на постапката да ги поддржите. Благодарам.